Одржувањето на мирот зависи од сите нас, но одговорноста за евентуален нов конфликт на Балканот е кај политичките лидерства на земјите во регионот. Тоа го посочи министерката за одбрана Славјанка Петровска во разговор за Гласот на Америка. Таа нагласи дека трети земји, односно Русија, се обидува да предизвика дестабилизација на Балканот. И веќе извесен период сме свесни и навистина говориме многу гласно и јасно би рекла за влијанието од трети држави кои сакаат или се обидуваат на било каков начин да направат дестабилизација на овој регион. Но она што исто така особено важно е кога зборуваме за потенцијални закани за било каков начин на действување, тука не велиме само конвенционални, туку повеќе хибридни начини на действување, важно е да се напомене дека Балканот или земјите од Западен Балкан не се истите држави што беа пред 10, 15, 20 па и повеќе години. Зошто? Затоа што во меѓувреме се случуваат и се случуваат се уште евроинтегративни процеси на овие држави, процеси кои се позитивни, прогресивни и кои всушност нивната цел е да ги обединат овие држави. Многу е важно патот на европска и евроатлантска интеграција да годиме заедно и да годиме со една динамика и едно темпо кои нема да дозволат всушност овие штетни влијанија на трети земји да продрат и да направат дестабилизација. Ќе бидам многу конкретна, може би сурова во мојот одговор, меѓутоа дали е можна дестабилизација или евентуално нов воен конфликт на Балканот помеѓу било кој од земјите, ќе одговорам дека одговорноста за тоа е кај политичките лидерства во тие земји кои се доволно свесни во денешно време да ги препознаат опасностите и се разбира соодветно да реагираат на тоа да ги спречат таквите појави. Оно што во моментот го детектираме како појава од такви трети земји кои навистина предизвикуваат штетно влијание, тоа е Русија со своето однесување и овдека во Република Северна Македонија, но и информациите кои ги споделуваме и ги имаме во останатите држави. И впрочем, заради тоа беше и одлуката на нашата влада неколку месеци во континуитет и претходно за протерување на руски дипломати кои ги преминуваат границите на дипломатското однесување и со своето однесување влијаат или се обидуваат да влијаат на процеси кои се внатрешни во нашите институции и во државата, а со кои треба да се продолжи, се разбира, патот на европска и евроатлантска интеграција и она што е уште поважно, остварување на нашите национални и стратешки цели. Република Северна Македонија, освен што е дел од тој колективен систем на безбедност преку кој и допринесува, меѓутоа се разбира и е дел од таа заштита, во регионот сме присутни и преку учество во мисиите на Косово преку мисијата на НАТО алијансата, КФОР, а во Босна и Херцеговина мисијата на Европската унија. И веќе подолг временски период со наши припадници учествуваме во двете мисии. Особено минатиот месец донесовме одлука на седница на влада со која што го зголемуваме учеството на нашите припадници на мисијата на Косово. И всушност на тој начин, согласно тие планови и во рамките на двете мисии, сме подготвени да учествуваме во надлежност или во действија кои се во надлежност на овие мисии, а со цел се разбира да допринесеме за гарантирање на регионалниот мир и стабилност. Ова наше учество во овие мисии е само уште една потврда за скокот кој Република Северна Македонија го направи, а тоа е од земја која во минатото беше препознаена како земја на која беше потребна помош и поддршка, како земја која денес веќе пружа и дава помош и поддршка на земји на кои тоа им е потребно. Со Петровска разговаравме и за помошта кон Украина, како и за обуката на украинските војници што била изведена на македонска територија. Заврши успешно обуката, таа беше димензионирана согласно побарувањата на украинската страна, односно за тоа каков вид на потреба имаат нивните вооружени сили. Ме радува фактот што обуката заврши успешно, над 100 војници на украинските сили беа обучени од страна на нашите вооружени сили, нашата армија и се надевам дека и во наредниот период, односно вратата е отворена и во текот на 2024, особено почетокот на годината, ако се побара од наша страна, се разбира позитивно ќе одговориме. Тоа е уште еден пример, позитивен пример се разбира за тоа како ја поддржуваме Украина во она што
од почетокот го најавивме, а тоа е покрај политичката поддршка и осудата на неоправданата руска инвазија врз Украина, дека ќе ја помогнеме на секаков можен начин. Доколку барањето кое веќе е доставено и е предмет на анализа на Генералштабот, се покаже дека може да одговориме позитивно, што значи дека опремата која е предмет на барањето нема, со незиното евентуално давање нема да се наруши борбената готовност на нашата армија и не се ослабуваат капацитетите, политичката одлука ќе биде многу лесно донесена. За набавката на новите армиски хеликоптери и на другата воена опрема, вели дека е процес кој се уште трае и дека некогаш се потребни и повеќе години за негова реализација. Политичките влијанија или интервенции тука се недозволиви. Зошто? Затоа што се набавува опрема или вооружување, во случајов и с хеликоптерите, кои треба да послужат на македонската армија и кои треба да задоволат одредени перформанси кои се разбира армијата ги побарува. Тимот побара дополнителни консултации околу понудите кои веќе беа доставени. Се разбира дека тоа им е овозможено и јас се надевам дека штом тие бидат подготвени, ќе биде презентирана конечната нивна одлука како стручно тело, а понатаму ќе биде процесирана и до владата од моја страна, бидејќи постапката е таа, и не се разбира ќе биде презентирана и пред претениците во Комисијата за одбрана и безбедност. Така што побрзо се склучуваат договорите, толку побрзо ќе добиеме и опремата, затоа што опремата, особено оваа која што ние ја користиме во војната, во армијата, секаде во светот, не само се разбира во Република Северна Македонија, има процес на производство на таа опрема и тоа не е нешто кое што може да се купи преку ноќ. Затоа е важно да се гарантира дека процесот не само на модернизација, туку и севкупно на опремување на армијата прво е важно да се напомене дека е долгогодишен процес, дека тоа не се случува преку ноќ и затоа е многу важно да се има континуирана поддршка, буџетска поддршка и раст на буџетот. Петровска порачува и дека патот кон ЕУ е дополнителна гаранција за безбедноста на македонските граѓани. Министерството за одбрана, армијата, меѓутоа и институциите ја работат својата работа и ја гарантираат безбедноста и стабилноста на нашата држава. Но да не забораваме дека мирот не е нешто кое што е даден еднаш за секогаш и дека сите ние имаме обврска да работиме и да допринесеме за мир и безбедност и во нашата земја и во регионот. Во турбулентни времиња, особено во времиња во кои што и влијанијата за кои што говоревме, меѓутоа и различни домашни актери, можеби ќе се обидуваат да направат дури и привид на некоја дестабилизација, не треба да забораваме кој е патот на Република Северна Македонија и дека следен чекор кој треба да го направиме и следната цел која треба да ја достигнеме, за која сите сме барем декларативно, е нашето членство во Европската Унија. Тоа е најдобриот начин да гарантираме безбеден и продолжување на патот на нашата држава на вистинскиот начин. Министерка Петровска, јас ви благодарам за разговорот. Ви благодарам и вам.